Фабричките погони се празнати, затвораат, работниците остануваат на улица, а индустријското производство паѓа, кажа денеска на пресконференција подпредседателката на СДСМ Кристина Костова по затворањето на странска текстилна компанија во Штип. Додаде дека најголем удар има врз преработувачката индустрија, веднаш потоа во рударството и енергетиката. Ова не е единствен проблем во економијата. Прво, нема реално зголемување на платите. На хартија нешто се менува, ама во паричникот ништо. Инфлацијата го јаде секој денар. Второ, нема контрола на цените. Основните продукти се недостапни за најголем дел од граѓаните, за илјадници семејства. Трето, економијата стагнира. Падот кај капиталните производи е 7,1%. Тоа значи стопирани инвестиции и одложени набавки на машини. Четврто, енергетската политика е хаотична. Сметките за струја останаа високи, договорите непредвидливи, а компаниите ја губат конкурентноста. Петто, администрацијата е партизирана. Процедурите се бавни, повратот на данок на додадена вредност доцни. Извозниците чекаат. Кога државата кочи, економијата не може да оди напред. Од СДСМ истакнаа дека ќе бидат гласот на работниците и стопанството. Бараат итни мерки од страна на владата за да се надмине ситуацијата во која се наоѓа економијата и граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара веднаш план за стабилизирање на индустријата и стандардот. Итни мерки за предвидливи енергетски договори за индустријата, за јакната контрола на цените во основната кошница, реален социјален диалог за плати што ќе ја победат инфлацијата. Деблокада на капиталните инвестиции и партнерство. Партнерство со извозниците и оние кои што инвестираат. Ова е минимум што владата мора да го направи ако воопшто има некаква намера да спречи понатамошен економски пат. Индустријата не смее да биде оставена сама, а граѓаните не смеат да плаќаат за промашувањето на владата, додаде Костова.